Добро утро и од мене. Ни благодарам на мојата драга колешка Елена за најавата. Ни ги испраќаме целата екипа од утринската. Продолжуваме магазин, знаете, во живо. Ви најавив уште вчера. Денес ќе имаме навистина интересен лик, човек кој што и тоа како има многу направено за графиката, за уметноста во Македонија. Секогаш има нови предизвици. Еден од неговите најнови е неговиот најнов уметнички простор во центарот на Скопје, но важно е да напоменам дека никогаш не се откажа од уметноста, дури и оние години кога го одбија од факултетот за ликовни уметности, тоа 3 години поред, но затоа подоцна му се пружа можност за студирање во Англија, каде што останува повеќе од 10 години и после некој време одлучува да се врати во Македонија. Во моментов еден од слободно можам да кажам најистакнатите графичари кај нас. Станува збор за Зоран Рунчев. Руно, дзирнав за прекарот, да не го сгрешам. Добро утро, добро дојде. Како си? Одлично, фала. Ми кажа дека Сабајле не многу сакаш да зборуваш, обично уметниците сакаат само да станат и да цртаат. Може би прво кафе, добро, па потоа цртање и се тоа што иде поред. Така си е. Интересна е твојата приказна. Денеска мислам дека за оние кои што евентуално не слушнале многу, дека ќе биде еден убав момент, ама кога веќе сме кај Великден и сите оние јајца и така натаму, твоите акварелно цртани јајца некако стана многу популарни последниве години. Како си помина за Великден, прво вака приватно да те прашам? Приватно да ти кажам одлично пројде. Заморно, бидејќи сега имам и редовна работа, нели, треба да имам во просторот да тамо средам и работам, плюс отвои неколку први работилници за фарбање јајца направи. Така да све тоа комплетно малку заморно, но задоволително за мене лично. Тоа е најважно. Со години тоа го правам и секогаш да не кажам ги очекуваат великденските јајца постирање на Facebook да ги видат кои се најубави, да кажат дека се оваа година различни, секоја година различни и секоја година уникатни. Така стана тоа малку обврска? Дека треба да извадиш нешто ново? Од една страна така е, да, но од друга страна тоа само доаѓа до дента, до пред великденските празници, немам никаква идеја што ќе правам, како ќе правам. Но тогаш стигнуваат и нарачките, има доста нарачки кои што сакаат да си имаат секоја година. За цртани јајца? Да. Аха, па и тоа го правиш? Сигурно. Бизнес. Браво. Секоја година имаме така, стандардни клиенти, пријатели кои што секојаш сакат идат во Охрид, немаат време или тамо да однесат. И знаеш, уметнички сега сигурно. Треба да се слика на Инстаграм, на Фейсбук, да се пофалат. Тоа е еден со години цртам јајца. Тоа е баш интересно, но затоа што се мали и некако мал простор кај што треба да направиш некој дело, така да е бела површина исто како хартија и така да Совршено. Ќе ги видиме, мрежја може да ги пуштите слободно. Направивме еден добар колаж од цртани јајца последниве неколку години. Што ти е инспирацијата околу Великден најчесто? Или си се водиш некако твојот стил го гледам буквално таму? Да. И плюс секоја година има некој тренд, сварти било каде, дали на Pinterest или Instagram или било што има некој тренд што има во однос на фарбање јајца или декорации великденски, така да тек може и најоригиналното моја излегува, ти велам, последниот ден. Обично некој или грешка ако е, тогаш ќе искочи најубаво да ти кажам. Ова не е од годинава, ова од претходна, така? Од претходна, да. Ова од претходна, ама некако сите се онака, сите некако си се посебни, со какви бои ги црташ? Акварел? Сега оваа година овие се со бои за јајца. Со бои за јајца. А претходните се со акварел сите. Тие се акварел, малку што треба повеќе детал да се направи, а овие се со бои за јајца. Интересно, колку табли јајца имаш нацртано до сега? Мислам дека нарачав првично нарачав 7 табли, 210 јајца. Добро. И плюс има така екстра табли купив за... Добро, имаш и за работилницата. Тоа вклучува и за работилницата, а понатак и за пријатели, за мене, и за
Така да тоа. Колкаво тенџере имаш дома? Да не ти кажам. Тоа се користи секоја година. Исто и до следниот Великден. Така, ти си веќе онака на големо. Браво. Многу е добар моментот што еве годинава направи неколку работилници. Луѓето сакаат да бидат креативни, сакаат да експериментираат. Во суштина сите викаат дека немаат, да имаат две леви раце, не ги бива, или така им кажувале некој дека не ги бива. Вака кога ќе седнат и кога ќе се опиштат, викаат, шо е убаво 2 сата ни први дан не ни осетив дека пројдат 2 сата, затоа што тогаш не се оптеретени прво. Повеќе иде на некој неконвенционален разговор, од почеток им ја кажувам техниката, ова, бирајте што сакате. Не ги со сила да ги тераш, ајде сега цртај, направи. А и убаво што после си ги однесоа дома јајцата и беа сите среќни и задоволни, се фалеа на домашните и нова дека. Сигурно тоа им прави некоја дополнителна доза на самодоверба. Нели може следната година веќе чекаме. Браво. Може на овој начин ќе ги поттикнеш да творат во било која насока, не треба да се ограничувате, лимитирање на водност на креација не треба. Затоа и секогаш и уметниците истражуваме и нови медиуми, нови техники, секогаш да не ти биде досадно, иначе цело време ако си едно те исто. Тоа изгледа сега секој креативец и уметник го има истото. Ако е цело време исто, веќе одбивно почнува. Не мора да биде некој простор да живееме, секогаш правиш некоја промена, додаваш, одземаш, вртиш, така да. Добро е вака кога ќе слушаш и други викаш не е само тоа мене. Не само ја. Така, во суштина треба промени и да се цел живот учиш. Има толку сега во светот све е измислено во однос на и има многу подобри материјали сега, па што е од друга страна многу подобро, така да не мораме излегуваат многу други техники, така да интересно е да истражуваш и да наоѓаш нешто што тебе ти лежи и убаво ќе се изразиш и креативно ќе направиш нешто ново интересно. Така. Ти работиш долги години официјално графички дизајнер. Официјално графичар. Ова со логоата ме збори за тоа. Логоата после почна. Чекај, првата изложба, ако не слажам, беше со 2000 логоа? Не, пред неја има 2004 графики. Монопринт. Добро. Во графичкото студио што беше на железничка станица. 2004 година. Не сум бил тука. Тогаш имав монопринт, кој што само што дојдов од Англија и ми требаше некоја работа и се уште беше интересно. Има тама машини и опрема кој што можеш да го направам. Си резервираш исто, нели? Како се, 2008 беше 2000 логоа. 2000 логоа. Тоа е вака фасцинантно кога ќе спомене. Знаеш што, кога ќе почнеш од почеток, кога ти е интересно и кога ќе се најдеш и кога мозокот ќе почне така да ти работи, веќе можеш на едно под 10-20 дневно сум правил. Интересно. Фабрика за логоа. Да. Па да, и имавме убави работилници и така се запознав и со други колеги и колешки кои што им требаше, Елена, например, што е за Накид и го направи логото е мое неизината. И меѓу првите, можеби сега би променил нешто секогаш, но така во тоа време тоа било идејно решение. И има баш интересни работи во однос на како мозокот тогаш разликува што е добро лого, што е лошо лого. И тоа е графичкиот, првиот естетски изглед, а второ да еден баланс и една убавина кој што веднаш ќе те потикне да размислиш што е ова или особено негативниот аспект кога има негативен дел од логото, тогаш ќе видиш нешто друго, не е само. Има доста примери така. Да. Колку е личен пристап една креација, едно лого, да речеме. Нели има одредени правила? Тоа може слободно да го кажеме. Тоа се базични правила, да. Тоа се базични, меѓутоа сепак е креативност. Нели може да се кршат тие правила, посебно па денес. И исто така и нормално и од клиентот зависи, кој има негови желби или некој брифинг ќе ти каже во однос на што е или за каква фирма станува збор или лично, дали се фотограф, можеби креативен. Но да, на крај подписот е секогаш личен твој. Тоа ќе видиш, ова е лого на тој и тој. И денеска е така, ја мислам, дека сите се препознатливи по логоата што ги правеле. Апсолутно. Тоа е дел од маркетингот, најважниот дел веќе во денешно време посебно. Тоа е подпис, тоа е лична карта уствари на некоја фирма каде што веднаш прво тоа гледаш и понатека одат се дали од. Така си. Е потешко кога ќе дојде нешто за тебе да направиш?
Па, секогаш. Нели, кон Шнајдерот со кондуреджијата со кондурите, за себе вебсайт 100 години правам никако да го направам, затоа што секогаш за другите полесно да направиш. И можеби тоа е, знаеш, дека таму имаш поттик да направиш и да се покажеш и да задоволиш некој вкус. Имаш обврска рок, можеби. Сега вака, утре, сад утре. Па ќе биде интересно. Па може и без тоа. Да, сега така веќе размислиш, па не ми треба. Интересно. Пред самата емисија споделена информација која што викам, ова е добра приказна и таа приказна ќе раскажеме денеска со вас. Како да не се откажувате од соновите, дури кога другите ви викаат не може. И сега на што мислам, ова е кога руно завршуваш средно и сакаш да се запишеш на факултет, така? Да, војска бевме тогаш. Добро. И после тоа? После хор малку и да. Сега 3 години поред? Да. Ти не успеваш да се запишеш на факултет, односно си одбиен. Па не од тоа што можеби не сум квалитетен, него затоа што беше тогаш навистина голема конкуренција од една страна и се уште факултетот беше млад. Дали 3-4 години, и се уште имаше многу луѓе кои што сакаат додатно да имаат и академија. Имаше и многу мои пријатели што ги знам од основно, од гимназија, што се запишаа, така да на крај решив, па чимал дека не бива, ја конкурирав во Манчестер, на Манчестер Метрополитен факултетот и ме примија веднаш, така да. Вау, од прва. Од прва. Не, кај нив е друг пристап кон овие дело. Затоа што кај нив имате после завршување на средно, кај нив имате една година припремна година, каде што ве те припремаат и ти кажуваат, добар си за ова, не си добар за ова, и така. Прават една селекција каде да те усморат. Никој не ќе да троши време таму и пари, така е да. Тоа е многу добро, тоа е многу практично. И заради тоа некои факултети се само 3 години, зашто една година веќе си на припремите. Веројатно во таа година може и сам ќе увидиш дека нели повеќе сакаш во некоја друга насока или па повеќе те бива за нешто друго. Исто дури и за време на студии, особено уметниците, затоа што ти можеби вака сакам графика, изгледа убаво, но кога ќе дојдете таму и туторот кој ќе ви каже извини, ти си малку не дисциплиниран, нечист во смисла на израз. Да, и исто со чистење на плоча. Графиката е тоа, има многу работи кои што треба да бидат припремата и после печатењето се најтешките работи. Самото печатење така да он ќе ти рече не си, за тука иди во сликар или во вајар, така да се случуваше на пола година си отида неколку. Стварно. Тоа веројатно е нека демотивација. Зошто? Не, кај нив обратно е. Или кај нив е обратно? Обратно, затоа што така ти каже зашто да те лаже. Да те лаже толку на крај не те бива. Интересно е тоа како психолошки може да ти влијае тебе, да, може би тоа е позитивно. Да, па тогаш чим не сум до тука да е малку ја нешто друго. А во овие 3 години кога не успеваше да се запишеш на академија, кај нас имаше моменти на разочарување? Не. Или не? Не. Таа година дури јас се обидов, мислам дека и во Софија да одам на академија, но нешто беше, не се сеќавам точно. Росица Лазевска на Борко Лазевски ќе рекате ме упати таму, рече, оди во Софија и каже. Но не испадни е тоа, така да 96-та отидов од Манчестер. Интересно. И вака кога ќе се спомене Манчестер како генерално животно искуство. Одма реагира. Одма пеперутка. Преубаво. Мислам тие 10 години повеќе и нови пријатели, нови искуства, во однос па на уметноста и на културата сосема друго. Тоа е веќе на. Така да секогаш кога ќе се вратам таму сум како дома. И ми е преубаво. А лекцијата, вака животната лекција која што научи од таму? Трпение и некогаш треба да видите и да сослушуваш. Тоа е исто друга работа. Оние англичаните знаат добро да сослушуваат и да слушаат што другиот говори. Да не биде само кога да клима, и не се брзи, тоа е убаво, а се многу пријатни. Особено од северниот дел од Англија не се како Лондон е мегалополис, тоа е веќе од цел свет. Тука има само студенти, има Манчестер, вака мислам дека има околу 1 милион студенти. 4 универзитета огромни. Вау. И тие кога искочат петок и сабота, можете да замислите како. Само можеме. И секогаш е прекрасно. И тамо да, и пеев и во хор тамо, еден од најстарите хорови во Англија, Хале хор, 4 години
стигнав. Бев меѓу првите странци што пееле во хорот, зашто таму се плаќа. Аха, за да пееш. Иначе аматерски не. Како ти влезе во хорот? Па аудиција имаше, мене ми фалеше Ево Мирчацев во Скопје тука. Аха, и викаш само дека ти фали проба, ти фали дружење, ти фали. Сега викам, ја студент, што ќе правам, нов си тука. Гледам има аудиција, си отидеш на аудиција, ме примија и да. Беше интересно, напорно. Убаво. Си се месатат коцките како беше до сега. Да. Затоа и некојаш можеби судбината или мислам било што си доаѓа на свое место. Не се брза. Да, интересно е тоа што е судбина, ако веќе прашуваме, дали понекогаш сами си ја кроиме, дали треба да препуштиме да се случуваат работи, дали еве како што е кај тебе случаат онака желба, активност на сите страни. Па некогаш треба да бутнеме малку, но мислам дека ја баш сум таков, ден за ден. Не се знае утре, но секојаш ќе дојде на своје право место. Од секогаш си бил таков? Секогаш ще повеќе, вајде со годините си доаѓаат некои други. Оваа година особено, секи си дојде на своје место, полека, нема брзање. И да се ужива во животот, затоа што има толку убави работи. Тоа да. Се си работиме таму. Ми се допаѓа ова полека. Ќе дојдеш, ајде полека емисија. Ќе дојдеш кај мене, ќе видиш, ќе осетиш. Интересно. Од искуството во Лондон има работи кои што вака секогаш ќе ти останат? О да. Па односот на како се вика тоа кога баланс кој ќе се направи. Дека не треба да биде никој ни повеќе. 50% е кај ни во голем број случаи. Однос на образование, живење, здравство, сето, плати. Но организацијата, како се организирани во однос на тоа како да функционира, твое останува само да твориш или да работиш, другото. Некој друг се секира, друг те води и се... Имавме, како графичар, имавме дозвола со студентската картичка, да одиме во печатарска соба, сека принтрум, во еден од најубавите музеи во Манчестер Бичфорд Галери. Кај што е затворено, не може секој да влезе тамо, само се најавувате порано, ќе кажеш, јас сум студент тамо и тамо, ми треба еден час во вашата графичка соба. Што сакаш да видиш? Па сакам да видам оригинали од Пикасо. И ки си дојдеш тамо, ракавичките, и тога сваќаш ствари колку ти треба таа некоја инспирација и тоа ни беше и темата за втора година, да најдеме некој уметник кој што ни се допаѓа, не да го копираме, него да те инспирира. Да те инспирира. Ако ќе видите оригинал Пикасо, за графика има многу убави. Има една од најскапите графики негова тамо. Огромна и тоа црно-бела е преко. Тоа кога ги допираш тие дела ти се тресат вака мацараца? Да, со ракавици. Иако ти ги стават пред тебе, вака гледаш. А имаш право да запишуваш, да си црташ, да си гледаш. Еден час имаш. Тоа е огромна привилегија. Како не? Тоа е огромна привилегија. И каква инспирација тоа да бараш да платиш, нема да можеш да го... Во суштина и тоа е дел од курсот или од факултетот кај што ти кажува дека факултетот е отворен од 8 саба или до 8 навечер. Твое е само да работиш. Имаш тутор кој што еднаш неделно се консултираш со него, те води, од почеток ти ги кажуваат сите техники графичка, па тоа ти си работиш. Тоа е твоето да работиш. Така да на крај на годината очекуваат да имаш минимум 200 дела. Тогаш значи дека си, не можеш да. недела дена пред крај на година напред 10. Така да. Ова ми се допаѓа. Еве, ако ве одбијат од некаде, причекајте, има зошто сте одбиени. Замисли да не сте одбиеле, можеби немаше да се случи никогаш Манчестер. Можеби, но Манчестер се случи претходно. 15-20 години пред. Одев на Канадски острови, на тоа што имавме директни лето. Имавме ние со хорот, имавме врски со Тенерифе и со универзитетот во Тенерифе. На Тенерифе и едно лето решив ајде идем таму. Но бидејќи не можеме да уште и со југословенски пасош беше. Да. Не може да идам директно нормално, идеш прво до Лондон, па Лондон. Но во тоа време еден пријател од хорот од Тенерифе студираше на Манчестер, докторираше на Манчестерски универзитет. Па вика дојди од тука е полесно, ќе се видиме, летај од тука за. И кога бев таму во Манчестер ми остави преубав печаток. Особено ме однеси баш во академијата, една од најстарите 871 мислам дека основана и прва печатница. Манчестер е центар за графика, за печат. Првата печатница е во Манчестер и првите весници, дневни весници, Гардијан е печатен таму.
Така, ќе се спомена Англија, секој што се асоцира на вестник, чајче од страна. Да, преубаво. Мислам, јас сум презадоволен. Одлично. Тоа е најважното, едно вистинско животно искуство. Успеваш ли сите тие знаења, сите тие навики, начин на функционирање тука да ги споделуваш? Лично за мене да, но не со сите. Имам луѓе кои што одреден група луѓе, имам и две колешки, да не кажам другарки, Симонида и Жани, двете сликарки во своите области, кои што можеби Симонида ме натера да предам сега во акварелисти, исто и тоа е некоја техника која што е различна од во однос на непредвидлива, како што е графиката. Не се знае што ќе искочи, кога ќе се исуши или сето тоа. Така да со нив две имам доста добри дискусии во однос на уметноста, се други во на животниот дел. Така да последните 2-3 години беше интересно ми. На овие последниве 2-3 години ти е нешто ново, веројатно, ново, да, се е ново, иако почнува да станува досадно кога си веќе нови години, кога си самостоен уметник, фриленсер, кога си дома и кога сакаш да искочиш малку. И затоа решивме со помош на другар ми Дима кој рече, ајде доста веќе од дома знаеме сите што си, дај малку изнеси да видат луѓето што имаш дела и што работиш ти и што е тоа интересно, така да ете го, дојде на право време. Ете го. Како го наслови? Руди. Rudy's Place, а? Руди Art Space, да. Тоа е баш едно дизајнерско катче каде што има убава атмосфера. Но отворањето беше многу интересно, дека сите имаше доста луѓе. Изненадувачки. Не очекуваше тоа? Не очекував. Прво и мислам, иако ја поканив нормално секој што можам и знам, но дојда доста пријатели кои што не се виделе со години меѓу себе прво. Второ, обично на изложби такви или отварање пола час седите и после си идеш дома. Ова стана до вечер до 10 сат. Не може да се избркат гостите. Да се направат муабет, надворните седат. А реакцијата после отворањето беше уште подобра, кога ми рекоа дека е многу просторот е многу топол и домаќински. Дека сите осетиле дека изради тоа можеби и не се ни отишли. И си останале, да. И јас немав време секому да посетам Лимани, но бев многу задоволен што сето тоа беше. Иако уморен, нормално дека сето тоа се среди и на Скотска убаво да биде. Така. Сега си таму. Сега сум таму, да, секојдневно сум таму, сакам да откривам во однос на сега што се бара, како се бара, што сакаме, што не сакаме, но секогаш одличниот вкус, да кажем, или мој лично мнение и мислење за тоа дали е добро или не е добро. И сето тоа да изгледа естетски убаво, не натрупано, а сепак да биде впечатливо за око. Значи да можете да влезете, да видите, да си купите тоа што сакате. И да дојдете пак. Интересно, да. Ако веќе дојдете пак, значи стварно сте оставиле успешна мисија. Баш. После време поминато работа дома, флексибилност и така натаму, знае малце да ти биде? Да. Од почеток се обидував да видам дали ќе можам да работам од Савајле, една смена, па да додам дома, па да се вратам, сади дека не можам, не сум за тоа, биќе дома кога ќе дојдам веќе е тешко да се вратам. Сега останам целдено затворам и работам, зашто си имам и студио, таму цртам, печ. И убаво е тоа кога некој ве гледа од проаѓаат луѓе, а таков е простор кај што точно може да те видат што правиш. Си цртам, си работам, си пуштам музика и си уживам. Тоа е интересно, да. Како се функционира со уметност, со графика во Македонија? Па, како да ти кажем, воглавно сите се во графички дизајн или припрема или некој дизајн што сега и веќе се понатака иде тоа, но воопшто со уметност е тешко на некој начин. Но секогаш мислам дека добро квалитетот испливува и секогаш има некој зашто човечкиот мозок секој индивидуалец гледа друго во една слика и тоа е убаво што можеби слика што мене лично не ми се допаѓа некој ќе најде дека е добра, така да за секој има место, но графиката се уште има некој. Сега баш со Дијана Томич, графичарка исто пријателка моја добра, зборуваме стално дека треба можеби едукација некаде, дека треба графиката не е само моливче и
него е нешто друго. Има многу повеќе техники, многу задоволително. Ако се сеќаваш, не знам во ваше време дали имаше со компири печатење. Да, тоа сме го правеле во основно училиште. Тоа е прва графика, значи нешто кој ќе направите оттисок, тоа е графика. Така да, може би со деца, може со возрастни малку да се до тоа продолжавачи да се заинтересира. Мене исто кога стигнав таму, ми рекоа дали сум работел графика во животот, зашто сум знаел многу. Не викам, имам само пријатели. Гледав. Сме гледале. Аха, добро. Тоа е интересно. Не знам како е сега во училиште, дали ги прават тие работи по креативност, дали зависи од самите наставници, меѓутоа не сме го правеле тоа. Да. Сега. И онака, нели ги учиш деталите и финесите, дека не смее да ти се исуши ако сакаш да имаш убав принт. Така со линолеум, тоа секогаш било интересно. Линолеумот е во Манчестер ти ми кажува дека треба да имаме една до две твои техники кои што си јак, кај што најмногу можеш да се изразиш, да речеме тоа се за некои поголеми формати, и две-три други кои што ќе ги правиш помеѓу. Во смисла, ако ти е досадно да работиш акватинта или големи да смениш малце, или такви. Линолеумот секогаш беше тој избор. Само тамо линолеумот е тука. Тука од плочки. Малку е, да, тамо е малку по. Не, само тоа, него воопшто. Да. И техниката имаме тамо техничар кој што ни помагаше во секој поглед. Така твоето е само да креираш. Така. И да работиш, така да се надевам дека нешто и овдека ќе направиме. Би сакал да ги соберам баш овие мои контакти и пријатели што мисле што можеме вака отворено да направиме нешто убаво за секој граѓани, од деца, од млади, од постари, секој што е заинтересиран да дојде да. Очигледно дека има многу кои што сакаат да се испробаат во некои различни работи. Многу брзо ни помина времето. Замисли, да ти рече како ќе зборувам толку време. Ајде пак. Да не сакаш уште. Фала ти многу за гостувањето. Верувам дека Руди Арт Спейс ќе си го најде онака своето место, ќе едуцира, ќе мотивира, ќе инспирира да се гледаме за убави работи. Благодарам. Па ајде некоја изложба за 3000. Скоро може би ќе има, да. Скоро може. Одлично. Да не најавувам. Фала ти многу, фала ти. Во продолжение ќе одиме со Владко Лозановски за крај на денешното издание на магазин. Верувам дека ве инспириравме и мотивиравме и со оваа лична приказна. Се гледаме утре.